Штипската библиотека Гоце Делчев денес додели награди и благодарници на добитниците на наградниот конкурс Песни и краток расказ. На конкурсот учество зеда учениците од сите основни училишта, а истиот се одржува континуирано секоја година по повод Светскиот ден на книгата 23 април. Веде директорот Драган Ѓорѓиев, посебно горд што учеството оваа година ги надмина очекувањата, што значи дека во иднина конкурсот ќе биде поголем и помасовен. По повод 23 април, Светски ден на книгата и авторските права, библиотеката организира меѓуопштински литературен награден конкурс за песни и краток расказ. Ги собравме творбите и ќе бидат доделени награди за најдобрите, а другите награди ќе добијат пофалници. Карактеристично за овој ден, започнувајќи од 95-та година или од 1995 година, овој празник се слави низ целиот свет. 23 април е тесно поврзан со двајцата великани на светската книжевност Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес, кои со своите дела го задолжија човештвото. Конкурсот е од голема важност за учениците, вели библиотекарот Вилма Јованова. Рече дека поради големата заинтересираност се размислува следната година да биде на државно ниво. Овој литературен конкурс нашата библиотека го организира многу години поред и е во меѓуопштинска конкуренција, но поради големиот интерес размислуваме за догодина да биде и во национална конкуренција, да може да се пријавуваат ученици од секаде. Темата е книгата ме забавува и учи, токму тоа што ни е битно да читаат, но и да се забавуваат преку читањето, а секако дека читањето ги збогатува нивните животни услови, ги збогатува како личност, да размислуваат, да успеат во животот и да се однесуваат одговорно. Како и секоја година во 3 конкуренции се доделуваат награди, значи се избрани веќе, но ќе го слушнат тоа сега, не знаат која награда е. Имаме за ученици од 1 до 5 оделение 3 наградени, од 6 до 9 оделение 3 наградени и потоа понатаму средношколци и возрастни. Значи за книгата пишуваат раскази и песни, а самиот избор е на децата, на учениците, а комисија од Трајче Кацаров, познатиот писател од Штип, и професор доктор Јованка Денкова од Универзитетот Гоце Делчев беа во комисија и одредија под анонимно, под шифра, кој од овие творби беа најдобри. Инаку интерес оваа година имаше речиси од сите основни училишта на ниво на општината, а како што течат идните планови, проектот неверојатно од следната година ќе биде на државно ниво, што значи дека Штип ќе биде вистински центар и на книжевноста.